посветени на македонската музичка сцена ја слушнавте Враќање дома, најновата песна на Наташа Мијат Крставска, која што е позната како Мијата. Таа е кантавтор, суптилен музичар, ненаметлива и со секое ново музичко парче носи порака. Ја има тогаш кога смета дека треба да ја има. Музиката е нејзината култура на живење, иако по професија е контролор на летање. Мијата е наша денешна гостинка, пак ќе зборуваме за повеќе теми поврзани со нејзината музичка кариера, со професијата и за уште многу други нешта. Мијата, ти благодарам што си тука. Еве најпрво можност да ги поздрави слушателите на Play Radio. Верувам дека нема проблем што не се персираме со оглед на тоа дека се познаваме и навистина некако уште од тоа прво професионално запознавање имаме убава енергија. Ирина, добро утро, добар ден. Не знам кој како им е. Голем поздрав до слушателите на Play Radio. Особена чест ми е што сум тука и те во струга денеска, утрото што почнува токму со кафе во вашето студио. И голем поздрав до сите што не слушаат денес на 90,4. Така, ајде да позборуваме за новата песна што ја слушнавме сега. Испраќаш една убава музичка порака преку оваа песна, дека дома некогаш, односно никогаш не е физички простор, дека сите си имаме свој светилник, своја личност која што ние како дома и кога патуваме со духот и со телото. Кој е тимот кој што се потпишува за оваа песна? Ова е една од ретките песни кои што ги изведуваш, а не е твој авторско дело. Токму така, зад музиката стои Александар Пешевски, текстот е на Весна Малинова, а аранжманот заеднички го направивме јас, Наташа Миха и Дамир Пух. Тоа е тимот со кој што го работиме албумот, конкретно втор. За видеото, некој ако слушна дека веќе има и видео, Solution Plus, Били Ди и Гордан Божиновски стојат позади реализација на видеото, а јас бев идејни автор и ете се потпишав како режија затоа што тоа беше сепак некоја моја иницијативна идеја, меѓутоа убавината на видеото излезе од спонтаноста на самото снимање. Се надевам дека слушателите ќе имаат шанса да го погледнат. Песната иначе е дуетска, е Мијата featuring Теда. Теда е исто така кантавтор и вокален изведувач. Незиното име е Теодора Гошева Капсарова од Гевгелија. Со неја соработував и за време на видеото Bye Bye. И така едноставно кога ќе конектираш со некој, знаеш дека можеш понатака во секое време да им се обратиш. Мене некако самата песна, уште кога ја добив во демо издание, ме водеше дека има уште еден глас. И некој глас кој што ќе биде компатибилен на мојот, енергија која што ќе биде компатибилна со мојата, личност која што нема да има проблем да се појави пред камера. Тоа исто е специфично, пошто може да речат супер во студио е една приказна, меѓутоа за видео е сосем друго. И секако морам да се заблагодарам на неколку личности. Прво тоа е Ерхан Шукри, кој што е гуруто за мандолински оркестар во Македонија. Јас се обратив кај него, му кажав: маестро, имам идеја за една песна, сакаме да направиме, мислиме дека е мандолина тој специфичниот инструмент кој што ќе ја води песната. И неговата реакција беше: Мијата, ја мислев дека многу порано ќе соработуваме, ама ете сега дојде часот. Така, он е навистина маестро во вистинска смисла на зборот. Така е, и мене ми беше чест, мислам, он беше со ангажмани, меѓутоа рече дека најдобриот, најсоодветниот, неговото име е Никола Стојменовиќ, дека ќе ми го прати, и така би. Јас снимивме мандолината и мислам дека таа е онаа изворна енергија која што ти прави чувство на враќање дома. Покрај гласовите и аранжманот, и се трудевме аранжманот да биде минималистички, така го имаше замислено и Александар Пешевски. Зборовите не можам да кажам ништо повеќе од тоа што сум го кажала со својата изведба, затоа што Весна Малинова некако ќе речат ме погоди во срце. Знае да ме погоди суптилно, како ја да сум ги кажала зборовите, така да таа ми е Весна Малинова и Јана Голешка се две личности на кои што се обраќам кога јас имам, како што викаат, авторска блокада. Блокада, точно, да. Да, затоа што знам дека се некако продолжување на мојата личност во писателска смисла. И сакам да се заблагодарам исто до тимот во Flora.com LTD Паркови Зеленило, затоа што без нивната поддршка
немаше тој музички камионет да се случи, значи го накитија со цвеќиња, тоа беше како една оаза. Сакавме да биде снимањето на спотот, сакавме да биде како вегетацијска оаза или како енергетска оаза која што ќе шета низ урбаноста и низ воздухот и низ автомобилите и да видите како беше сето тоа спонтано и луѓето какви реакции има, додека вози камионетов, застануваме, пееме, викаат овие удрени ли се, шоли се, не може да сконтаат. Многу беше супер, дечиња имаше онака. Многу сакам, моравме да ги ставиме децата во видеото, затоа што таа енергија, тоа враќање дома, тоа што ние се треба да се трудиме, нели искост ќе се вратиме на нашата детска чистина, како пружаа рачиња, како сакаа по камионетот да се качува, значи тоа е нели неповторливо. Така. Сите, сега само да докажам, извини, сите возрастните онака имаат као што прават овие што снимаат, имаат блокади, оние фасади, лери што ги наметнува животот. Меѓутоа дечињата, нивните реакции баш може да ги видите во видеото, се неповторливи. Јас баш мислам дека ти си вид на музичар и личност која што баш знае и на возрастните да им ги тргне блокадите, без разлика дали тие покажуваат или не, барем е тоа моje мислење со оглед на тоа дека те следам како музичар од почетокот. Нешто што зашто си единствена на домашната сцена е токму таа режија на спотови, затоа што ни еден музичар не се бави со режијата на спот. Таква си по природа, сакаш да ги имаш работите во своји раце, да ја реализираш комплетно идејата. За тоа ли е и визуелниот момент? Не. Или едноставно така доаѓа? Едноставно така доаѓа, искрена да бидам. Например, пошто нели авторски доста голем процент во песните учествувам, а и самото снимање кога влегуваш во песната, без разлика дали си автор или не, сека мене така е сите сетила и визуелно и духовно се напрега во студио. И јас добивам визии како тоа треба така да изгледа. Јас тоа сакав да го кажам, заради тоа си на многу места, затоа што тоа е без разлика на тимот и соработката, некако е твоја приказна тоа, така публиката го доживува. Еве на пример конкретно, јас имав сесија за снимање кај Петар Димитриевски во Битола, кога ја снимавме домакинска. И домакинска ја снимаме, меѓутоа мене уште не ми беше визијата за спотот, како сето тоа треба да изгледа. Меѓутоа деновите додека бевме таму, сакам да се навратам за да доловам што ми се случува. И доаѓа еден дел каде што треба да се отпее, нели, високо. Јас кога год да го испеев тоа звучеше како, не знам, Александар Истовски принц. Знаеш, чудно звучеше. Добро. Како не ја. И кога сватив дека уствари треба да се вратам во поп-ап културата, дека треба да се вратам во некое минато, дека треба да мислам на Мерлин Монро, на Созека Рабит, девојката и така натака, искочи да, и таков еден звук кој што така залепи добро на сетата интерпретација, што, значи, после тоа самото го поведе дека треба да влеземе ние во спот кој што ќе биде како 50-ти, 60-ти девојки и така натака. Мислам, се си шујка си повлеквид. Се си има, мислам, тоа ми е баш онака вивидно искуство каде што визуелното ми помогнало во вокалното, во интерпретирање. Така да, јас кога влегувам во студио, јас имам идеја како тоа треба да звучи, ама не секогаш нели излегува, па се мачам ден, два, три. Меѓутоа на крај сум задоволна со производот чим дошло до радиостаниците и до публиката. Така, сега претходно беше Невидени, беше промоцијата на Маска, го опиша на свој начин времето кое што го изживеавме изминативе 2 години, а сега верувам една поубава приказна и поубави инспирации ти доаѓаат, па што е следно? Па следно е уште е во чекање, ќе видиме дали ќе има некој фестивалски настап или не. Би сакала да има. Доста беше плоден за мене периодот музички, доста сработив, а се уште не е добиле реализации, знаеш, за публиката личи мијата ја нема. А не е така. Дома знаат колку време посветувам во студио, колку време сум одсутна за сите работи да се постигнат, нели? Ке им дојде времето на сите, на се што си создала изминатиот период. Се надевам. Значи, јас се врзувам со песните многу лично. И за време на промоцијата на првиот албум Небеска, дел од обраќањето на медиумите на публиката беше дека ова парче албум има 13 песни, тоа се мои 13 деца. Так. Заедно со уште другиве две,
Така се уште се чувствувам така. Значи секоја песна гледам како свое лично, нели, како дете изнедрено од мене, гледам да си го добие својот пат, своето место до публиката, да го испочитувам максимално. Значи не секогаш по секоја цена да се пласира музика само поради некаков континуитет. Така, тогаш кога ќе дојде вистинското време, ќе видиме се што си создала изминатиот период на една друга тема, истовремено си контролор на летање, сопруга, мајка, музичар. Како наоѓаш време за сето тоа? Не знам. Не знам искрено. Понекогаш имаше една сесија со една хомеопатка во Бугарија. Така. Таму бевме на некој рефреш курс од работа, одиме на обновување на знаење на секој 2 години, ово што е пред короната. И одам јас за, нели, вечна моја болка за прекомерна тежина, викам дај нешто дали има да се изнивелира метаболски телово мое. И она ме гледа, прави некој questionnaire и ми вика Мијата, ти си од тие личности што сакат денот да има 28 часа. Тоа вика не може. И така се смеам, како ме позна уште од врата женава дека хомеопатка? Да. Супер. Мислам, добра организација. Значи, самата професија контролор на летање доста ми го има подесено карактерот во некој суперлатив во смисла на организација. Така, например, и спотови кога снимам, до минута све се знае во секоја секунда, секој спот, кај мене нема, например, 2 дена снимање, тако нешто не постои. Так. Значи, од 5 до 10 сати максимум, затоа што е добра организација, се знае кој кога влага, што треба да направи, значи тоа многу ми помага, ве кажувам искрено, контролорот на летање многу му помага на пејачот во мојава случај. И тоа што сакам, например, нели, суперлативно да биде, тоа исто ми е од контролорството. И сега што е многу позитивно, што немам над глава некој тим во смисла на продукција или менеджмент, кој што ми вика, ајде Мијата, сега треба за да бидеш актуелна, треба ова да правиш, таму да се појавиш ово, значи тоа не го правам. Слободена сум од сите тие работи, значи ги правам работите кога сакам јас, како сакам, под мои услови, со мои средства најчесто. Значи немам потреба да се појавувам, да сум видена, да се дотерувам кога не се осеќам така, се после ноќ на смена излезе некако буфило и да одам по места, не сакам, нели? Така да со добра организација и со добар adjustment, што би рекли, на мојот лайфстайл се постигнува и задоволна сум за тоа што сега имам 40 години, сметам дека сум оставила веќе некаков трак и во музиката. Тоа ми е битно затоа што сум била обдарена со тој талент и ќе беше за мене многу поразително ако не направев нешто на таа тема. Така, јас верувам дека во периодов на летово кое што следува, дека ќе имаш еден убав настап во Струга, дека ќе уживаме сите оние кои што ја сакаме твојата музика, затоа што сметам дека ти си дефинитивно музичар за избраници, луѓе кои што ја чувствуваат вистинската енергија и љубовта кон музиката која што и ја имаш и знаеш да ја пренесеш. Се надевам, би сакала, така да ќе видиме. Така, ти благодарам што беше заедно со нас. Ние новинарите обично не си даваме права да кажуваме кои ни се омилени песни ова она, но денеска е празник на новинарите, јас си го одредив и затоа ја слушаме песната која што мене ми е навистина многу омилена, душа како твојата. Ти благодарам и благодарам за прекрасното гостопримство. Така, продолжуваме со одлична музика, ова е Play Cafe на Play Radio, останете тука сме со вас се до 14. Посрамежлива, може малку и пострплива, одлучна, сигурна, кон себе искрена. И од ништо да не се откажам, штом ке видам, решам, покажам, плачам и се радувам, вистински да живеам. Тогаш догледувам